50 милиони евра инвестира државата во патишта во источниот регион. Ова денес го истакна министерот за транспорт и врски Благој Бочварски при посета на пијанечкиот крај, каде во тек се неколку градежни активности. Веќе е изграден првиот дел од експресниот пат Штип-Кочани, се гради вториот лот од овој пат, кој што е многу значаен за поврзување на Штип и Кочани, но и за поврзување на овој регион со граничниот премин со Бугарија. Во однос на сите останати патишта, веќе е рехабилитиран патот од Кочани до Македонска Каменица и до Делчево, а денес се наоѓаме на овој алтернативен пат пристапен до Делчево од Виница, со што можам да ја информирам јавноста дека во овој регион и на овие патни правци кои што директно ја поврзуваат Република Северна Македонија со Република Бугарија, инвестираме 50 милиони евра. Дополнително, од македонска страна целосно е рехабилитиран и патниот правец кон граничниот премин Клепало. Каде што едно од прашањата и интересите на двете држави е да се отвори уште еден граничен премин, кој што ќе биде многу значаен за овој регион, така што во меѓусебна соработка и комуникација сум убеден дека можеме да дадеме свој придонес во подобрување и на квалитетот на животот на граѓаните, во конекцијата, во зближувањето, но и во економската соработка. Изјавите Бочварски ги даде од увид на градежните активности на патниот правец Виница Делчево преку Бигла. Станува збор за делница долга 18 километри, од кои 14 веќе се завршени и инвестиција од 30 милиони денари. Реконструкцијата опфаќа овде проширување на коловозот од 3 на 5 метри, изградба на банкини и на одводни канали. Последната делница на која што се работи на овој регионален патен правец е од село Бигла до село Трастија, така што вкупната реконструкција ќе биде заокружена на овој регионален патен правец од околу 18 километри. Дополнително, преку буџетот на Министерството ќе бидат инвестирани над 10 милиони евра за реконструкција на локални улици и патишта, а најавена е изградба и рехабилитација и на водоводна и канализациона мрежа во општините.